Овие ситни црвени пиперчиња кои се полнат со урда и туна станаа блатечки бренд на европските пазари. Семејството Филипови од Блатец, 17 годишната печалба во Италија веќе 7 години ја реинвестира во родното Блатец. Искуството од таму го практикуваат и на домашен терен. Со стартна инвестиција од 200.000 евра, тие чекор по чекор одат кон усвојување како на домашниот, така и на странските пазари. Значи, постоиме 7 години. Пазарот одеме полеска нагоре, сигурно. Производство, видете го. Така. Кооперанти наши тука. Од, што вика, од нива до готов производ. Значи, работиме повеќе со извоз, а веќе гледаме дека и нашиот пазар во Македонија е интересен. И имаме пуштено во неколку маркети тука исто производи. Така. И сме задоволни од потрошувачка. Мојата сопруга, исто она, исто целата работа ја води во процесот на конзервирање. 17 години имаме, работиме во Италија, со искуство. Исто гледаме да го префрлиме тука. Значи, пиперката што ја работиме, што ни е главна дејност, дури е подобра од сите други. Имаме околу 130-40 кооперанти што работат пиперка, имаме преку 400 тона само оваа година. И сега планираме исто и со цреши засади. Охридска цреша што успева исто кај нас на морска висина. Така. И планираме сите исто нашето село, кој што знаете, е 70% иселено. И со такви идеи некои сите нешто да инвестираме и да се врнеме можеби кон негош. Филипов веќе ги има неопходните сертификати за извоз, но не се откажува од органското производство, кој според него е иднината во развојот на земјоделството. Пред недела дена со дел од своите производи се представи на сајмот за органска храна во Скопје, а веќе има подигнати органски насади со цреша која исто така ќе се конзервира. Како и во секој бизнис, и тука има кучници кои неретко го предомислуваат да се откаже, но има и бенефиции. Но сепак се бара поголема и поажурна акција од надлежните институции за развојот на селата да оди побрзо. Воспротивно, миграцијата не може никој да ја сопре, вели Филипов. А ИПАРД не можеме многу да користиме, заради пошто сме во села. Плановите што се дупови, гупови, у нас не следува тоа, пошто прво имаш дозвола за градба и сите тие работи ние ги пропуштаме. Лимитот, пак ќе кажам, зависи, значи, у доградби и идење напред. А ние 1 метро не можеме да се доградиме. И кога ќе имаме некои услови и шанси, пак го немаме. Истиот проблем е тој. Значи, легализации, значи, исто со банки што ги изнуди државата, не можеш ти да бидеш конкурентен, немаш легализација, немаш тоа, немаш друго, немаш трето. И ти одеш наместо напред, одеме назад. Истото ќе си го кажуваме многу години, истото мине, и јас го кажувам на сите. Луѓето се исели, утре може да кажеш ти го направивме џабе, во село да врнете некој тешко е. Значи, ако ги помагаме селата, на тај начин... Услови за развој има, така. Ама, за производство има. Прво е градбата у секое место. Ако некој не ти дозволува да градиш, се е џабе. Значи, и субвенции, и се е џабе. Семејството Филипови се само еден упорен и квалитетен пример на успешно имплементирана печалбарска приказна која треба да биде репер за многумина, кои можат да се вратат и да го користат природниот благодет на нашите села. И домашните, а не само странските инвеститори, треба да бидат предизвик за надлежните институции, посебно кога станува збор за инвестиции во населени места, каде миграцијата не престанува да коси.